Вести на Канал 8. Добар ден. Жителите на селата во општина Чешиново Облешево, кои беа најзагрозени од неодамнешните поплави, ги санираат направените штети. Истовремено се копаат земени канали за истекување на водата, што се уште останала околу населбите. Градежна механизација е ангажирана во селата во општина Чешиново Облешево за санирање на последиците од поплавите. Се копаат канали што треба да овозможат исцедување на водата од дворовите и околните бавчи во коритото на Брегалница. Во селото Чифлик, кое беше едно од најзагрозените од големиот доток на вода, превентивно се прават подлабоки канали околу куќите, за да се спречи ново поплавување при евентуален зголемен водостој во реката. Жителите на селото велат дека се уште ја отстрануваат водата и влагата од внатрешноста на домовите, а дури потоа ќе прават анализа колкави штети претрпеле. Вода јеме многу, се сме пуни вода, фриждера ми го фна вода ми се расипате, 500 литра тоа на терасата. Вода не може да пием вода, тека со вода тука да се перам. Друго што да ви кажам. Извата вода има 8 сати вода. 3 дена вода изнасам од подруму, постојално без преки, што да правам, како да се снајдам. Јас сум сама жена, не можам на никаде да идам. И со кофа вода изнасам од подруму, до тука е вода бил. Сите сме исто. Страо е за сите и јас сум сам. Сари човек ќе помага нешто. Има штети. Па штетата е прави се. Жртви нема. Какво е такво е. Слично како во Чифлик и на жителите од соседното Облешево поплавите им направија големи проблеми. Вода ми пун двор, се расипа и зимници, и ориси имаш там некоја стотина брегите, се го дека да го носи. У джепот да го става. Општинскиот кризен штаб на Чешиново Облешево во соработка со местните заедници прави напори со заедничка координација да се помогне во заштитата на имотот. Тоа е особено интензивно пред новите врнежи што се најавуваат, а кои повторно би можеле да го покачат нивото на реката Брегалница и да предизвикаат нејзино излевање. Хуманитарна помош во пакети со флаширана вода, храна, средства за хигиена и други продукти им се доставува на најзагрозените домаќинства во поплавените села. Во посета на Чешиново Облешево дојде и министерот Диме Спасов, кој вети и друг вид подршка за домаќинствата во сите настрадани подрачја во државата. Водата во поплавените села е загадена, па локалната самоуправа на Чешиново Облешево во соработка со соседните општини за нив обезбедува цистерни со исправна вода за пиење. Освен тоа, населението добива и известна хуманитарна помош во основни прехранбени продукти и флаширана вода, што ја обезбедуваат Црвениот крст, фирми и граѓани кои се јавуваат како донатори. Во координирањето на активноста за прибирање помош е вклучено и Министерството за труд и социјална политика, од каде заедно со Републичкиот Црвен крст е испратен апел до граѓаните да помогнат со донирање помош. Телефонските броеви кои што се отворени во текот на вчерашниот ден се веќе на располагање и сите граѓани кои што сакаат да донираат можат да се јават и да донираат 100 денари. Исто така би сакал да истакнам дека за донацијата ДДВ-то владата ќе се откаже од ДДВ-то, истото ќе биде дадено на располагање за потребите за покривање на штетите од временските непогоди. Дополнително отворени се и сметки за донации, секоја фирма компанија може да донира и преку банкарска трансакција на сметката, исто така отворена и девизна сметка за сите оние кои што сакаат и имаат интереса и веќе се пројавува интерес од странство да дадат соодветна донација. Со прибирање на хуманитарната помош во изминатите неколку денови се поделени над 30.000 литри флаширана вода. Таа континуирано им се распределува на жителите во 5 места во општината каде е забрането употребата на водата од пумпите и бунарите. Во рамки на општината Чешиново Облешево детектирани се 7 домаќинства кои што се потешко погодени од самите поплави од страна на стручните служби на Центарот за социјални работи. Дополнително продолжуваме да следиме и во соработка со Црвениот крст состојбата на овие домаќинства преку средствата кои што ќе ги обезбедиме од страна на донациите од граѓаните на телефонските броеви кои што се ставени на располагање од сите мобилни оператори. Ќе се потрудиме да покриеме дел од штетата која што е спроведена. Имено планираме координирани низа на акции, само што започнавме изминатите денови со основната потреба, тоа е вода за пиење, меѓутоа дополнително исто така и обезбедени се потребните количини на прехранбени продукти, пакети за лична хигиена и исто така облека која што преку Црвениот крст веќе им се донира на погодените домаќинства. Во следниот период ќе следат низа на
на активности, а на крајот ќе спроведеме и соодветна акција кога ќе дојде време и за потребната бела техника по куќнина и друга опрема која што ќе им биде потребна на самите домаќинства. Во распределбата на хуманитарната помош се вклучија и активисти на Општинскиот Црвен крст од Кочани. Досега имаме доставено над 4000 литри вода во поплавените места. Екипите се на терен, прават проценка за досегашните штети во домаќинствата. Ќе продолжиме и понатаму со нашата активност со оглед на тоа какви потреби ќе се јавуваат понатаму од наша страна. Семејствата кои претрпеа штети од поплавите, а кои се евидентирани од страна на службите на Центарот за социјални работи, ќе добијат еднократна парична помош, а дополнително ќе се обезбедат и други донации. По мостот на Брегалница кај Зрновци, опасност му се закани и на новиот мост кај Кучичино. Иако нивото на водата е намалено, сепак се уште постојат ризици од оштетување на бреговите и носечките столбови на мостовите. Новоизградениот мост кај селата Кучичино и Бурилчево се најде во опасност да биде подкопан како резултат на забрзаното повлекување на водата од околните ниви во коритото на Брегалница. Тој е единствената врска за жителите на двете села со магистралниот патен правец А3 и со Општинскиот центар на Чешиново Облешево. Од локалната самоуправа биле алармирани за опасноста овој сообраќајен објект да биде оштетен, па навреме презеле акција за негова заштита. Моментално се работи активно на мостот кај Кучичино, значи имавме во текот на синоќашта вечер, до утриските часови работевме подкупување на едната ракла, значи еден стоп на тој нов мост, значи од многу дојдената војда. Веќе стававме камења, песоци, се трудевме колку што може и мислиме дека го спасивме тоа. Со оглед што нивото на водата се уште може да го загрози мостот, тој е под постојан надзор, а од општината велат дека доколку се јави потреба, повторно ќе интервенираат со поставување камења и песок. Во исто време се прави и алтернативно решение за сообраќајно поврзување на селото Теранци со другите населени места во регионот, затоа што постојниот локален пат е оштетен од надојдената вода. Во текот на денешниот ден бев и до патот кај Видовиште Теранци, значи таму кај активно се работи, се надевам дека ќе го пробиеме овој пат и веќе граѓаните да бидат поврзани, да се потрудиме и тоа да биде завршено во текот на денешниот ден или во текот на утрешниот ден. Освен на локалните патишта во Чешиново Облешево, како што веќе информиравме, оштетувања се појавија и на мостот кон Зрновци, а поради прекопување на патот, оштетен е и коловозот пред влезот на селото Прибачево. Министерството за образование и наука и СОНГ подпишаа спогодба и врз основа на постигнатиот договор генералниот штрајк се прекинува, бидејќи ресорното министерство делумно ги прифати барањата на СОНГ. Одложено е и казнувањето и наградувањето на наставниците, за покачување на платите дополнително ќе се преговара. Советот на СОНГ на воредна седница што се одржа на 3 февруари и на која присуствуваа министерот за образование и наука Адеми, министерот за труд и социјална политика Спасов и заменик министерот за образование Ристовски, врз основа на преговорите водени во последните месеци од 2014 на ниво на работни групи, како и на највисоко ниво од двете страни, подпиша спогодба во која стои дека постигнатиот договор помеѓу СОНГ и ресорните министерства по барањата кои беа главна причина за генералниот штрајк представуваат прифатлив компромис и врз основа на тоа Советот донесе одлука генералниот штрајк да биде прекинат во сите основни и средни училишта и градинките. Прекинувањето на штрајкот го потврди и СОНГ. Со спогодбата барањето ќе бидат реализирани, конечно веќе нема да има казнување и наградување. До 15 март најдохме едно соломонско решение да почнеме со реализација, да изнајдеме можни решенија, да дојде до измени на законот и да го спроведеме екстерното оценување на европски терк. Што значи тоа? Тоа значи дека екстерното оценување наставниците ќе го поддржат и ќе го спроведат онака како што треба. Учениците да се ја видат својата моќ и своето знаење, а не да бидат казнувани со оценки кои ќе влезат во своите свидетелства. Исто така и наставниците преку ова екстерно оценување да не бидат казнувани или наградувани. Ресорните министерства и СОНГ во однос на висината на платите се договорија да продолжат преговорите и од двете страни и истите да завршат до крајот на март годинава. Платите, како што знаете, малку е потешка ситуацијата. Се договоривме да почнеме со динамика. Сега договоривме да имаме најмалку 2 работни средби во месецот, каде што ќе
дотераме коефициентите и како ќе биде, дали ќе биде во динамика или ќе биде со коефициенти покачување. Можда не покачувањето наскоро да се случи? Да, па се очекува веќе со мартовската плата нешто во април, исто така и во градинките ќе дојде до имплементација. Со мартовската плата во април, мислам дека конечно и тие заслужија да дојдат до израз со финансискиот дел на платите. Министерствата и СОНК се договорија дека има реална можност и за поедноставување на водењето на педагошката евиденција преку е-дневникот. И на крајот се договорија дека постои простор и можност за подигање на нивото на социјален диалог помеѓу двата социјални партнери и се подготвени да преземат дополнителни активности за подигање на нивото на социјалниот диалог, пред се со почести работни средби на ниво на овластени представници од двете страни. Со новиот правилник АЕК ќе има можност прекршочно да ги казнува операторите во износ од 5 до 20.000 евра. Од 30 јуни поевтинуваат разговорите и цените на СМС и интернетот во роаминг. Во износ од 5 до 20.000 евра, Агенцијата за електронски комуникации од сега со новиот правилник ќе има можност прекршочно да ги казнува операторите кои нема да испорачаат услуги на корисниците на мобилна и фиксна телефонија, интернет и телевизиски услуги. Кабелските оператори ќе бидат обврзани да изработат листа на телевизиски канали и да се придржуваат до неа до истекот на договорот со клиентот. Во спротивно, корисникот може да го раскине договорот. Од сега АЕК станува и прекршочен орган, а правилата во правилникот ги креирал заедно со 2 милиони граѓани кои секојдневно барале помош и се обраќале за своите права до агенцијата, велат оттаму. Од 30 јуни поевтинуваат разговорите и цените на СМС и интернетот во роаминг. Граѓаните во 4 држави, Македонија, Србија, Црнагора и Босна и Херцеговина, ќе имаат можност да користат европски пониски цени во овие земји. Во следните 3 години, односно до 2017 година, ќе се достигнат европски цени, или ако 1 мегабајт во странство чини 10 евра, за 3 години цената ќе падне на 0,20 евроценти, на СМС пораките на 0,06 евроценти и на говорот на 0,19 евроценти, што според АЕК е драстично намалување. Постои можност кон овој договор да се приклучат и Албанија, Косово, но и Турција. Со скрининг тестови, едукативни предавања и Центарот за јавно здравје од Кучани се приклучува кон кампањата за рано откривање на карциномите за одбележување на Светскиот ден на карциномот 4 февруари. Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост на жените во Македонија пак ги повикува надлежните институции во државата да одвојат доволно средства и да подготват и усвојат програми за скрининг на карциномите, затоа што засега организираниот скрининг на карциномите не се спроведува. Под слоганот "Сите не засега" годинава се одбележува Светскиот ден за борба против карциномот 4 февруари, кој има за цел да промовира позитивен и проактивен пристап во борбата против карциномот. Светскиот ден за борба против карциномот представува можност за зголемување на свесноста на индивидуално ниво, на ниво на заедница, како и на владино ниво, со цел да се мобилизираат потребните ресурси и да се поттикне позитивна промена. Во Кочани во 2013 година Центарот за јавно здравје регистрирал 475 заболени од карцином. Таа бројка во 2014 се покачила на 513 заболени, вели директорката на Центарот Благица Ѓурковиќ и додава дека на ниво на општините што ги покрива Центарот секоја година редовно се спроведуваат едукативни предавања и скрининг на колоректален карцином, односно за крварење во фетус. Од Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост на жените во Македонија велат дека предвидените активности за рано откривање на карцином на дојка не се спроведуваат, а во последната 2014 година активностите не се соодветно планирани. Во скринингот за рано откривање на карциномот на грлото на матката и покрај тоа што постои организиран скрининг, евидентирани се повеќе недостатоци. Не постои координација меѓу различните институции, извршители на скрининг на програмата и не се води соодветна здравствена статистика. Во Македонија годишно во просек од карцином на дојка умираат 277 жени, а од карцином на грло на матка 30,
иако и двата вида карцином можат навремено да се откријат и излекуваат. Затоа, од Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост на жените во Македонија ги повикуваат надлежните институции во државата да одвојат доволно средства и да подготват и усвојат програми за скрининг на карциномите, со што би се намалила смртноста од двата споменати карциноми. Одбележан денот на раѓањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев. На свеченоста во Штипскиот универзитет, што го носи неговото име, присуствуваше и деканот на Кочанскиот факултет Јован Ананиев. Факултетот во Кучани и Универзитетот Гоце Делчев во Штип со пригодна свеченост го одбележа денот на раѓањето на Гоце Делчев 4 февруари. На свеченоста во Штипскиот универзитет, на која присуствуваше и деканот на Економскиот факултет од Кочани Јован Ананиев, по повод денот на раѓањето на идеологот на македонското револуционерно движење Гоце Делчев, се одржа панихида пред спомен релефот на Гоце Делчев во Ново село, пригодна реч и положување цвеќе на неговиот споменик. Од факултетот во Кочани истакнаа дека посебно одбележување тука немало, затоа што централната манифестација се одржа во Штип. Меѓу другото беше промовиран и алманахот Волшебниот свет на книгата, каде што било кажано дека Гоце Делчев, визионерот кој пред повеќе од 1 век го разбра светот како поле за културен надпревар на народите, роден е на 4 февруари 1872 година во Кукуш. Се школувал во гимназијата во Солун и на Воена академија во Софија. Учителствувал во Штип, а како член на Централниот комитет на ТМОРО работел на создавање мрежа на бази, комитети и чети на организацијата. До 1901 година бил задграничен представник на ВМРО во Софија. Убиен е од турска војска на 4 мај 1903 година во селото Баница. И за крај спортската информација. Двајца кочански каратисти отпатуваа во Цирих на Европското првенство. Станува збор за Адил Мехмет и Димитар Јакимов, кој беше повикан од страна на Федерацијата поради повреда на еден од репрезентативците. Каратистите Адил Мехмет и Димитар Јакимов, како членови на македонската репрезентација, заминаа за Цирих, Швајцарија, каде се одржува 42-то Европско првенство за кадети, јуниори и постари јуниори. По успешно одржаните државно првенство и плейофот, како и настапот на Балканското првенство во Софија, завршните подготовки се организираа во соработка со клубските тренери, а покрај техничко-тактичката подготовка, репрезентативците минаа и низ дополнителни тестови за проверка на физичката подготовка, како и работа со спортски психолог. Во тренажниот процес се работеше и со светските судии од Македонија поради примената на новите правила во Светската карате федерација. Во Швајцарија експедицијата замина во раните утрински часови, а Европското првенство ќе се одржи од 6 до 8 февруари во Салспортсхале арената. Се очекува да настапат каратисти од 45 земји, а Македонија ќе ја презентираат вкупно 35 надпреварувачи. Во делегацијата се уште 8 официјални лица покрај селекторите и нивните помошници, тука и лекар, европски судија и шефот на делегацијата Дејан Чолески, член на Интернационалниот одбор на Карате Федерацијата. Европското првенство во Цирих за кадети и јуниори ќе биде голем мотив за докажување на младите македонски каратисти. Тоа воедно е прво големо надпреварување во 2015 година, во која најзначајните надпревари се Европското првенство за сениори во март во Истанбул, Светското првенство за помлади категории во ноември во Џакарта и секако за прв пат во историјата Европските олимписки игри во Баку од 12 до 26 јуни. Поради повреда Мартин Стоименов го пропушти Европското првенство, така што честа на кочанското карате на континенталниот самит ќе бранат само Адил Мехмет и Димитар Јакимов. Јакимов се приклучи на македонската репрезентација во последен момент на покана на Македонската карате федерација, откако поради повреда на Филип Несторовски, кој требаше да настапи во категоријата плюс 70 килограми, тој беше принуден да остане дома.
следевте вестите на Канал 8. Најновите информации ги имате и на нашата веб страница. Довидување.